Што се затекнуваат вашите инспектори на терен? Нешто елабориравте помалку, меѓутоа според соопштенијата и сликите кои што се појавуваат во јавност, некогаш станува збор за некаква запрепастувачка состојба, дури и на складирање на храна, и на храна со поминат рок, и на прелепување на декларации на храна со поминат рок. Што конкретно откривате? Каков е вашиот впечаток? Што се продава на пазаров? Она што од искусот можам да го кажам, после назначувањето за прв човек на Агенцијата за храна и ветеринарство, после 10 дена ние направивме веднаш вонредни инспекцијски контроли во туристичките места Охрид, Струга и Преспа и Дојран. Тоа што го видов беше запрепастувачки, затоа што она што цело време го елаборирам, имаше многу нерегистрирани оператори. Таму откривме околу 8,8 тони за 2 дена храна небезбедна и нештатно уништена. Која конзумираат туристите кои што се таму. Да. И тоа константно сега, без разлика дали станува збор за период кога температурните разлики нели се поголеми или пониски, ние константно во целава држава, не само во туристичките места, се соочуваме со проблем каде што, пак ќе кажам, одговорноста е на операторите со храна. Затоа што најдуваме на проблем каде што нема доволно, да кажам, и самите вработени немаат добра обука за безбедно ракување со таа храна. Најдуваме каде што немаат направено здравствени санитарни книжки, да кажам. Немаат поминено на здравствен санитарен преглед. Машините и опремата која што е во производствениот процес или во магазинот немаат доволно дезинфекција направено, немаат дератизација направено на работните површини, немаат направено план за мострирање на самите оператори со храна, немаат водење на добар записник за водење на ХАСАП постапката, немаат, да кажам, препакување на храна прават, немаат Препакување во која смисла мислите? Препакување, како да кажам, препакување доколку станува збор за некоја суровина па се произведува производот тука. Ме разбирате? Не е термички обработен, дообработен и не е термички чуван како што треба. Означувањето на храната исто така треба да се следи. Тука би кажал еден апел и до потрошувачите, треба да внимаваат во кој дел на пазарењето да купуваат храна. Кога станува збор за храна која што е лесно кварлива, тоа е храна која што е приготвена, готвена храна, или храна како што се јајцата, млекото, млечните производи, рибата, да се купува на крајот од пазарењето. Со оглед на температурите сега, летниот период, мора да се знае и како таа храна треба да се третира во домашни услови, во зависност од храната како треба да се промие и кога се приготвува повеќе пати, рацете треба да бидат проплакнувани.